Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал ВИС. Веќе е ноември, а од летниот период наваму актуелна е повторно темата за отворање на рудникот Иловица Штука, односно по еден период на подолго затишје почна активистите да споделуваат објави во кои што се предупредува дека се подготвува продажба на компанијата Euromax Resources, која што ја имаше едната изгубена и се уште едната неодземена концесија за управување со рудникот. Од Euromax ниту ја потврдија, ниту ја демантира објавата за продажба, евентуална продажба, додека пак компанијата која што се посочува како заинтересиран купувач, рече дека ова информација не е точна. Сепак, активистите со кои што вечерва и разговараме, господинот Ѓорги Танушев, се упорни дека се подготвува продажба на Euromax. Танушев, добра вечер, добре дојде во Визави. Па ако накратко успеавме да сумираме, вие всушност веќе месец и половина алудирате дека се подготвува нешто со рудникот што особено ја вознемирува струмичката јавност. Што се случува? Какви се вашите сознанија? Добро вечер, Сузе, благодарам за поканата за емисија. Вистина е дека и веќе почнува да ја бранува струмичката јавност целото ова, но не само во Струмица, бранување има и во Тетово, има и во Скопје. Факт е дека нашите објави погодија точно во целта и во оној термин што сметавме дека се најранливи, дека се во преговори. Ние тие информации ги имавме повеќе од 2 месеци, но сакавме да се сигураме дека навистина е тоа така. И пресметувавме да видиме каква била реакцијата на двете компании, но и на јавност. Дека се работи за такво нешто, можам да дадам само потврда дека Euromax ниту демантира никако, значи едноставно молчи во целата работа, но во исто време на нивната социјална страна објавуваат постови во кои што наведуваат колку бакар ќе користи едно електрично возило и се тоа е во насока на оно што веќе ние го објавивме дека еколог, имајќи предвид дека планираат да прават фабрика за електрични автомобили, ќе им треба бакар. И тоа не би било и така симптоматично, но во тој случај сведоци сме дека семејството на најголемиот акционер во еколог беше присутно во Струмица Викендов и тие зашто би доаѓале токму во ова временски период кога нели Euromax не негира, а тие се појават овде. Тоа значи дека беа во сериозни, според вас, неофицијално дека се биле во сериозни преговори, штом велите дека повеќе месеци ги имате информациите, па едноставно сега вашите објави се дојдени во некој можеби клучен момент кога се прецизираат договорите помеѓу компаниите. Да, значи моментот е доста сензитивен и тие намерно не објавуваат никакви информации, баш поради тоа да го заштитат процесот на преговарање и успешно за заклучување на таквите преговори. Но тука точно е проблемот. Нема никаква економска логика некој да купува пропадната концесија, освен ако не планира да профитира. Еколог не се очера, тие се најбогатата фирма во Македонија, слободно може да кажем. И не прават такви грешки. Тие многу знаат каде одат и што прават. Во таа смисла сигурно дека и овде нема да настапат на гнила гранка, но прашањето е што е во позадината. Имате некакви сомнежи? Па сигурно никој не би купил фирма со пропадната концесија. Особено се уште не е трајно решен проблемот со концесиите, односно едната концесија не е одземена, се уште се обидуваат тие, рекоа исто така ставовите на компанијата Euromax беа дека до крај ќе се борат и тие за рудникот и за стартување со работа.
Последната пресуда на Управниот суд многу јасно ги дефинира сите факти и околности кои што настанале пред и по одземањето на концесијата. Таму не може да се оспори ниту еден доказ што беше изведен, односно прифатен од судот. И со оглед на тоа што за жал во Македонија сепак судската власт има одредено има перцепција дека не е независна целосно. Сепак моментот каде што толку време се одолговлекува потврдата или било каква пресуда на Висшиот управен суд, кој до сега ги враќаше пресудите назад, дава сомнежи за некаква поинаква одлука од она што би требало реално да биде. Но тоа не го негира фактот дека фактите поврзани со одземањето, концесијата и причините се тие, нема други. Тие се точно таксативно наведени по временски редослед, по дејност. И што и да биде таа пресуда, не може да не ги зема во предвид овие работи. Сега, во корумпирана земја знаеме дека многу нешта може и влијањето што еколог, односно најголемиот донатор на ДУИ како политичка партија, преку ДУИ би го остварил во... Имате податоци дека ова проверено вие, дека се најголеми донатори? Да. Не може да се однегира такво нешто, бидејќи има јавни податоци. Од друга страна, врската со ДУИ не е само преку еколог, односно еколог е само во случајот страна која што би го купила и би профитирала на некој начин. Може после да видиме како тоа би профитирала. Но директната врска е со адвокатот на Евромакс, кој што официјално е назначен. Тој е поранешен министар за инвестиции во владата на Македонија, кој доаѓа од редовите на ДУИ и преку адвокатска канцеларија во Виена, тие се ангажирани точно тој да ги води овие работи. А тој е тесно поврзан се уште со ДУИ. Тоа гледавме дека има извештаи од општина Тетово, каде што бил наплатен список, иако не се појавувал. Ги имаме и тие списоци, ги објави сегашниот градоначалник. Така да таа врска се уште функционира и е жива. Што е со втората концесија? Втората концесија, еве, втора година поред, ќе измине, ќе влеземе во третата, како не е одземаат. Необјаснливо пак ќе кажам, зашто и втората требаше да биде одземена во 2020 година. Таа е дадена на 16 јануари 2016 година и согласно Законот за минерални суровини има рок од 4 години за металична суровина да биде донесена до состојба да добие дозвола за експлоатација. Но такво нешто е многу далеку, но се уште не се одзема. Министерството за економија нема одговор зошто е тоа така, ама на сите не е јасно зошто би можело да биде тоа така. Особено во сегашната ситуација. Ова е уште повеќе значајно поради тоа што доколку ова концесија, еве за првата концесија, се потврди од Висшиот управен суд, дефинитивно таа концесија веќе нема назад. Евентуално нова би можело многу тешко да помине, особено кај нас, бидејќи локалната јавност е мобилизирана веќе, но уште повеќе поради измените на Законот за екологија, во кој што е наведено дека не сме да се ни размислува за изградба на Г1 тешка загадувачка индустрија во радиус од 5 км до населено место или заштитено подрачје. Сметате ли дека ќе ве заштити тој закон во оваа целата борба со оглед дека постојано се прават и измени преку ноќ на законските решенија и се носат понекогаш небулозни одлуки? Па во Европа тоа така функционира. Таму се многу јасно наведено. Ние ако сакаме да бидеме во Европа и да влеземе во преговори, не може да се играме со тие легислативи денес вака, утре вака.
Што е мотивацијата? Зошто сега е донесен тој закон за заштита на населението во радиус од 5 км? Затоа што таа тешка загадувачка индустрија влие на сите луѓе што се таму. И не можеме ние да сме најпаметни па да си играме како сакаме, иако беше тоа случај досега, една жвака, но тоа веќе мора да прекине. Несериозно би било да влеземе во преговори, евентуално еве сега што се препираат политички партии, а при тоа да се играме на тој начин дилетантски, бих рекол, и да поставуваме закони како ни дувне во однос на исклучоци, би ги кажал, заради профитна индустрија, а врз здравјето на граѓаните. Не е случајно зошто 5 километри. Воопшто не е случајно. Во Канада таму се многу повеќе километри. Кај нас едва и 5, но и тие не сакаат, некој можеби ќе сака да ги смени, но ќе најде на жесток отпор од сите екологисти во Македонија. Како реагираат општините затоа што вие сепак како движење против отворање на рудници и сте дел од трите општини во овој регион, Ново село, Босилово и Струмица? Каков е одзивот сега на вашите колеги, на советниците, на градоначелниците со оглед дека повторно се отвора ова прашање? Одлично прашање. Моментално во тек е акција во сите општини ги поставиме локални прописи кои што ќе го регулираат точно таа сфера врз основа на Законот за екологија, но и врз основа на Законот за минерални суровини. Моментално има отпор во нашите општини да се стават на дневна ред и да се разгледуваат тие прашања, бидејќи политичките партии очигледно не се сигурни што сакаат и даваат мешани сигнали, што не е добро, бидејќи сепак тоа може да биде протолкувано и во насока дека калкулираат, односно не сакаат да излезат од зоната во која што евентуално би биле и напаѓани од граѓаните баш заради негативните ефекти, но и од друга страна према индустријата. Вие ја поднесовте ли во општина Струмица таа точка? Да, ја поднесов пред 2 седмици, но за жал уште не е ставена на дневен ред. Има некаков одговор зошто не е на дневен ред? Одговорот е дека всушност се разгледува, па дали ова е во некаква колизија со некои други закони, но тоа е баш чиста работа, во смисла точно определени се точките на поврзување каде што локалната власт има влијание врз централната власт, во случајот Министерство за економија, бидејќи Министерство за економија секогаш мора да бара мислење од општините пред да издаде концесија за детални геолошки истражувања, а доколку општината даде негативно мислење, тогаш Министерство за економија е задолжено да издаде исто негативно мислење. Односно, согласно Таков случај имаше во Гевгелија баш за рудникот така. на Кожув. Баш така. Значи, ние го бараме истото. Упорни ли ќе сте со поднесување да се сигурно. најде на дневен ред? И мислите ли дека ќе успеете да ги протуркате во советите со оглед дека еве во Босилово беше тргната од дневен ред? Точката. Ние нема да се откажеме. Се повеќе ќе има притисок врз советниците. Ги мобилизирате повторно граѓаните, активистите кои што ве поддржуваат? Значи, имате состаноци сега? Имаме и состаноци, дел од нив во многу мал број беа и присутни во Босилово на јавната седница. Но тоа не е проблем да стане и многу поголеми група на граѓани. Нас не е воопште проблем, но ќе им биде проблем на тие што ќе треба да одлучуваат внатре. Затоа апелирам да се свати сериозно ова работа, бидејќи нема да помине, нема да се попушти во таа смисла, бидејќи тоа е клучен дел од нашите заложби за да се осигураме дека ќе бидеме заштитени од некаква евентуална одлука некој да изгради Г1 објект во непосредна близина. Уште повеќе што Законот за минерални суровини предвидува дискрециона можност на министерот да на некоја од земена концесија додели нова локација по свое дискреционо право и таквата опасност може да биде значителна во оние општини кои што немаат преддефинирано вакво мислење. Ние на овој начин помагаме и на општината,
Значи, да не мора секојаш да гласа поединечно за секој нов предлог. Ги заштитуваме граѓаните да бидат сигурни. Завршуваме работа и Министерство за економија, бидејќи тие однапред ќе знаат дека во тие општини што има така изгласано, нема да може да помине такво нешто, но и самите инвеститори да не се надеваат дали во одредена општина може да алоцираат ресурси, да инвестираат во предистражни постапки, едноставно да се знаат дека во тие општини стратешки одлучено да нема такви рудници, да нема Г1 тешко загубешка индустрија. Првиот чекор велите дека е алармирање, објавување на податоците кои што ги имате очигледно од различни страни за чекорите кои што ги прават концесионерот и потенцијалните купувачи. Кој е следниот чекор? Што следно правите? Како се организирате за останатите настани што може би следувале? Значи, во тек се консултации, ние разговараме со политичките партии, да им објасниме, да им помогнеме, бидејќи очигледно им треба помош, бидејќи тие се изјаснат дека не им се доволно јасни работиве и ние апсолутно им нудиме можност точно да видат како тоа е поставено во системот и како ингеренциите на локалната власт во овој конкретен случај е точно определена и ќе им помогне и на нив, но и како што реков и на самото министерство ќе им помогне. Ние претпоставуваме дека со добра волја на политичките партии, заеднички, значи би ги изгласале овие локални прописи и на тој начин јавно би демонстрирале дека се грижат за граѓаните, особено во делот на Г1 тешко загрубувачка индустрија. Како реагираат генерално, колегите, политичките партии со кои што контактирате, како реагираат? Има ли отпор или едноставно се прифаќа или можеби се резервирани? Тие се збунети пред се. Веројатно не го очекува ваквите локални прописи и во таа смисла може да ги разбера. Но со оглед на тоа дека помина доста време, значи збориме за некои 2 месеци, би требало веќе да помине таа збунетост и да пристапат конкретно кон ставање точка на дневен ред, гласање по истата, може да разговараме на самата точка или пред тоа за објаснување на секој аспект што нив би им бил нејасен. И во таа смисла нема што да изгубат, може само да добијат. А при тоа да демонстрираат заедничко единство пред граѓаните, бидејќи сепак на крај на ден овде се работи за заштита на здравјето на граѓаните. Не се работи за нешто друго. Точно за нив се работи. И не е битно декларативните заложби вака ќе биде или онака ќе биде. Еве сега конкретен пример, покажете на дело, гласајте за нив и да биде тоа јасно дефинирано дека сте направиле баш чекор во вистинска насока. Имате ли сериозна поддршка од разни структури со оглед дека велите дека располагате со голем број податоци, па дури и со извештаи кои што честопати се недостапни за широката јавност? Чувствувате ли дека имате мрежа на поддржувачи? Сигурно, тоа низ годините само таа мрежа расте. Има свиркачи, има луѓе кои се загрижени за состојбите. Значи не се само во нашиот регион, ги има во цела држава, па и надвор од нашата држава. И сите тие информации кај нас кога стигнуваат, се разгледуваат, се анализираат, се проверуваат, па дури тогаш реагираме соодветно на стратегијата која што имаме заземено како активисти. Таа мрежа само расте, не се намалува и имате ли закани со оглед дека многу отворено ги адресирате, ги посочувате и компаниите и вмешаните луѓе со име со презиме, има ли притисок? Порано имаше повеќе притисок, особено кога беа работиве на некоја рамнотежа, некој баланс. Сега помоцен, но тоа кога е порано пред да биде одземена. Да, пред да биде одземена концесијата, а сега има закани од многу посуптилен карактер, на кој што ние одлучно реагираме и
им кажавме. Знаеме и кои сте и што сте и зашто сте. Ги знаеме податоци. Во случај нешто да се случи, вие први ќе настрадате и тоа ќе биде огромен јавен гнев. Бидејќи сепак не се работи за закани од помал тип, него сериозни закани. Така да во тој момент се смируваат, но ние сме будни и внимаваме. Значи, на било кој што и да му се случи, ние точно знаеме, имаме протокол како би реагирали. Доколку тргне работава со евентуални продажби и така натаму, дали вие ќе ги мобилизирате во повторни протести или имате други стратегии? Вака, ова се задира во можноста за профитирање, потенцијално профитирање на еколог. Мене ми е прво жал што еколог, бидејќи ги сметаме за домашна фирма, македонска фирма овде, се нафаќа на ваква авантура, потенцијално би се нафатила. Гледаме дека се заинтересирани, инаку не би доаѓале овде. Но начинот на кој што тие перцепираат да остварат профит е многу дискутабилен. Зошто го кажувам ова? Постојат два начини. Едниот начин е да издействуваат таа концесија некако магично, да се мимо законите да се оживее наново, а тоа дека е можно, можно. Гледаме што се случува во нашето осуство. Но во тој случај отварањето на некакви практики за отварање на рудникот би биле доста критични кај нас, бидејќи би продуцирале огромно незадоволство, односно народот и така му е преку глава од сите кризи што сега ги има. Целата немаштија, значи криза со струја, криза со инфлација, криза со се, стандардот е многу нисок. Па и ова згора на се безобразно би го рекол, хипотетички кажано, доколку се даде да продолжи таа концесија, тоа само ќе реагира како детонатор на експлозив. Значи експлозивот е веќе поставен од смисла на кризите, а ова само било иницијална каписла и целото ова незадоволство да се исканализира баш преку ваква безобразна одлука. Ние и порано сме зборувале дека има луѓе кои што размислуваат и доста поекстремно, но се уште се држат на дистанца. Но во таков случај никој нема да може да ги контролира тие луѓе. Уште повеќе што ние би повикале на... И вие како суптилна закана вака го... Да. Значи, не крием ништо во таа смисла. Ова е оно што и граѓаните го зборат, а сме го и докажале. Значи, имаше и порано кога пробуваат да копат, па ги сопревме на планината, па таму се натегавме, па бегаа низ планината, значи ги има тие. Но ова би било многу радикално. Значи, јас се надам дека нема да дојде до тоа, но доколку дојде, ние ќе повикаме на масовен граѓански отпор, активен отпор. Не сте успеале или не сте пробале да контактирате со еколог, дали вие испративте, ние како медиум испративме прашања, добивме неофицијален одговор дека не се заинтересирани. Дали вие имате некаква комуникација остварена со компанијата? Не, немаме. И нашите пораки се јавни. Знаеме дека ги читаат, знаеме дека реагираат и тоа е сосема доволно. Тоа е моментот каде што тие веќе треба да знаат, доколку решат да отварат рудник, овде што ги чека. Ги чека многу повеќе отколку што сметат дека би било. Другата опција е, значи тоа е едниот начин на профитирање, да се отвори рудник и тоа целото да биде како експлоатација, па така натаму. Другата опција на профитирање на еколог е преку барање оштета од државата. Бидејќи Евромакс сигурно нема се откаже од такво барање, да ја тужи државата, иако тие се во криви, тоа го знаат, исто како што пресудата базата им одземена, но тие нема да пропуштат, бидејќи веќе се инвестирале околу 25 милиона долари
во истражување во претходните години, значи зборувам за вкупно инвестиција нивна, тие сега на основа на тоа ќе бараат некакви смешни хипотетички суми од над $1,000,000,000, што е сосем нелогично. Но во тој случај прашањето би било доколку се отвори арбитражен постапка во Америка, да кажеме, кој ќе застапува нашата држава и како дали постои можност таа да се спогоди за значителна сума, би рекол некои стотици милиони долари, кои што на крај ќе треба да бидат платени од буџетите значи од сите нас, даночните обврзници. И на тој начин би се створило една легална плячка, би рекол. Значи, ова е легален грабеж. Доколку адвокатите на нашата држава се спогодат со Евромакс во таква судска постапка. И тоа е потенцијална игра која што може да се изведе со оглед на блиските релации во политичките партии. Зборам пред се за две. И сега што останува? Сосема за крај? Останува да бидеме свесни, да бидеме будни и навреме да ги зборуваме работиве за да не стигнат на полоша варијанта, бидејќи практично прочитани се сите овие работи, знаеме што се заговара, треба да знаат дека реално на терен рудник овде нема да има. Што сака нека биде. Нека влечат и политички партии и други да се сменат на власт, тоа воопшто не е битно. Како било до сега, така ќе биде. Отпор секогаш ќе има за рудник овде. Во поглед на барање и обештетување, ние особено будно ќе го следиме и како заинтересирана странка, зборам од аспект на граѓаните, согласно законите ќе бараме репрезентативност во таков спор, каде што би ги изложувале и би ги мониторирале едновремено ваквите постапки кои што би се воделе доколку се отворат. Затоа што законите се јасни, се знае кој не направил тоа што требало да го направат и до кога требало да го направат. Значи Евромакс комплетно потврлил и затоа има одземане концесијата, не за друго. Уште повеќе што јавниот интерес на граѓаните е пред се и над се овде да нема рудник, поради мал милион причини кои што ние ги зборуваме со годините и кои што не излегуваат сосема точни. Пресудата е точно оно што ние со години го зборуваме. Тоа е вистината, тоа е реалност. Но исто така граѓаните не треба да бидат ограбени на таков перфиден начин, бидејќи зборуваме за стотици милиони долари оштета, само заради некој да ги стави тие пари во џеп. Стига. Стига, да. Тоа е вашиот слоган. Тануше, ви благодарам за разговорот, за учеството. Ќе го следиме процесот и ќе видиме како понатаму ќе се одвива приказната со отворањето на рудникот или неотворањето на рудникот Иловица штука. Благодарам, Сузе, се гледаме.